амонијакот е многу јак и отров кој што може да се најде во неколку агрегатни состојби, меѓутоа во сите тие агрегатни состојби тој е отровен и е многу нестабилен и многу лесно испарува. И пареите кога стигнуваат нели до човечиот организам, тие можат многу сериозно да го иритираат и да го оштетат. Ја оштетуваат и кожата, и очите, може очите да ги оштетат до тешко оштетување на видот, а вдишани во дишните патишта во контакт со телесните течности, исто како гасовите, тие влегуваат со телесните течности во хемиска реакција и создаваат соединение амониум хидроксид, кое што има корозивни својства. Инаку и амонијакот како амонијак има корозивни својства, ја оштетува слузницата на дишните патишта, ја иритира, може до тој степен да ја оштети дури и во тешки состојби, да предизвика дури и смрт кај затруениот. Јас не знам што се случува со пациентите во Србија, меѓутоа информациите се дека има 50 повредени граѓани, затруени граѓани, од кои 15 посериозно, има и деца. Тој изгледа надвор во надвор средина, ќе се задржи сигурно некое време надвор, меѓутоа сега, пошто ги испарува, само Господ може да го реши овој проблем, да дувне некој појак ветра, да го разнесе насекаде, да има што поиска концентрација, која што не може да им наштети на луѓето. Инаку тој таму изгледа ќе се задржи подолго време.